да се биде хроничар на едно време минато, а посебно да се надополни тоа време минато со нови антрополошко-географски и историографски записи е можна тешка, одговорна, но благородна задача. За да се биде добар летописец за Кичевско-Демихисарската Крушевска регија, пред се за борбата на македонски народ за слобода и за создавање на своја македонска држава, за периодот пред, за време и по илинденскиот период, посебно во Кичевско-Демихисарската Крушевска регија, треба добро да ги спознае овие регии, добро да ги спознае мештаните во овој дел на етничка Македонија, да знае да проникне во нивната душа, да ја разгране, а потоа одвнатре да ја наслика со сите нивни возвишени чувства, каде што сликајќи го нивниот живот, истовремено и го истражува, и го проучува и се консултира за да се даде опис на народниот живот, кој веќе не постои, атмосфера која веќе ја нема, податоци на документи што има вредност од минатото, а сето тоа не само да го преточи како пишана, неизбишлива трага, туку и во аудио-визуелен документаристички формат. Но исто така, за сето тоа хроничарот го преточи во аудио-визуелен документаристички формат, потребно е да има, така да речам, домаќин, и водич, кој покрај тоа што добро ги познава овие регии, има и добри спознанија од досега неоткриените историски збидувања во овој временски период во овие регии, со надеж дека преку овој аудио-визуелен документаристички формат, а посебно меѓу помладите по раѓање или по потекло од овие регии, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ сакал и овој пат да биде со мене, народски да се изразам, ми помогна да се пронајдам во овој годишен којнишки линденски марш и ова 2022 во Господово лето, по 8 пат организиран од Сдруженијето на граѓани манастир Пресвета Богородица Пречиста Кичевска Коњаница на 27 јули од многовековниот македонски православен христијански благодетен духовен манастирски комплекс Манастир Пресвета Богородица Пречиста, меѓународот попознат како Кичевски манастир, заедно со Мавровско-Горнореканската Коњица, тргнаа во правец на Слободарско Крушево, врвејќи низ Кичевско, Демихисарската и дел од Крушевската регија, посетувајќи ги вечните почивалишта на многуте знаени македонски синови во овие регии, кои ги положија своите животи на ударот на слободата и за создавање на своја независна македонска држава за време на Илинденската епопеја, за да на сам ден на Илинден се поклонат пред споменобележјето, каде што на 12 август 1903 година, бранејќи го Крушево, како административен центар на Македонската република, во историјата попозната како Крушевска република, чии граници се простирале во границите на Битолскиот и Солунскиот револуционерен округ, која слободна територија обстојувала речиси 60 на дена, покрај војводата Питу Гули, животот го положија уште 40 минавостаници на Мечкин камен. Како по стариот мој обичај кога патувам низ Република Македонија, по ново моје, така да речам, документаристичко патешествие, така и овој пат во раните утрински сати на 27 јули оба 2022 во Господово лето, тргнав во правец на Кичевската регија,
кон манастирскиот комплекс Пресвета Богородица Пречиста, меѓу народот попознат како Кичевски манастир, со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речиси 20 и кусур години, ми е верен сопатник. Поречиси сат и кусур време народски кажано возење по магистралниот пат, Скопје Тетово, Гостивар, Гостивар Кичево, свртувајќи лиево кај крстовницата во непосредна близина на селото Другово, возејќи по дел од 30-тината километарска патна делница Кичево Демир Хисар, свртувајќи лево по асфалтираниот планински пат, кој кривулеста се извиваше низ планинскиот горостав Цочан, пред изгресонце стаса во Кичевскиот манастир, каде што стуткан како орлско гнездо се будеше огреан од утринските зраци на манастирското сонце. Откако така, народски да речам, пред да влезам во манастирскиот двор, малку се подпастрив и откако ги направи сите црковни метании пред манастирската главна порта, како по стар адет и обичај, неколку пати чукнав на манастирската дрвена порта. За кратко време се подотвори манастирското капиџиче, кое беше дел од манастирската главна порта. Повелете, влезете, ве чекам, само ве молам да се придржувате до манастирскиот ред, ме замоли монахињата од сестринството на Пречистанската обитеј. Поштувани мои, продукцијата Маријофил заедно со мене и поточно кажано со моите соселани патувам низ Република Македонија, речиси 30 години. За овој временски период имам поминато некаде 1677 села. Неколку години има изминато како патувам со којницата и линијски марш, кој што со традиција се одржува десетици и повеќе години. Ете го спасакаше ова година да бидам со којницата манастир Света Пречиста Богородица, којница Кичевска, каде што од на 27 на денешен ден, 27 јули 2022 годишно господово лето, ќе се упатиме горе во Куршево, ќе се упатиме на Слива, ќе се упатиме горе на Бешки камен, да им дадиме почит на хероите кои што ги положи своите животи на одорот на слободата за независна Република Македонија. Во манастирскиот двор членовите на Кичевската којница ги привршуваа последните подготовки пред започнувањето на утринската литургија во чест на 14 члената овогодишна коњаница од страна на сестринството на Пречистанската обитеј и отец Макари Јеромонах од Бигорскиот манастир. По светата литургија одржана од сестринството на Пречистанската обитеј и отец Макари Јеромонах од Бигорскиот манастир и светата заклетва во дворот на манастирот Пречиста во Кичево, на која пред Библија, кама и револвер, членовите на којницата се заколнаа на света и вечна завет на мајка Македонија, исто онака како што тоа го правеа револуционерните чети од предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период и борците од народно-ослободителната борба на македонскиот народ за слобода и создавање на самостојна држава Република Македонија. Овогодишната чест предводник на којницата, воено и прв меѓу еднаквите, војвода да биде, му припадна на правнукот на Даме Груев, смилевчанецот Јован Тодоровски. По светата божествена литургија и полагањето на светата заклетва, којњаницата го отпочна и официјално својот елинерски марш 2022 година, спуштајќи се по криволестиот шумовит планински пат на планинскиот горостав Цоцан,
продолжувајќи го патот во правец на селата Манастирско Доленци, Србијани, а од тука низ дел од населбите од западната страна на градот Кичево, упатувајќи се кон планираната локација каде што се спои со членовите на Мавровско-Горнореканската коњаница, од каде што двете коњаници ја започнаа заедничката свечена маршрута со свечено дефиле по главниот булевар Ослободување во Кичево, во правец на главната градска црква Свети апостоли Петар и Павле, каде што Кичевското црковно наместништво ги пречека со богослужбена литургија и им посака благословен и среќен да им биде патот во правец на Крушево. Денес се наоѓаме во црквата Свети Петар и Павле во Кичево да испратиме коњаницата. Јас сум еден од учесниците уште во 1988 година, кога тргнавме пешки од площадот преку Цеп, Старека, Долно Дивјаци, Горно Дивјаци, излеговме на Слива и во Крушево. Од ова место, свето место од оваа црква, сакам да порачам со сите македонци што живеат на планетата Земја, да се гордеат што се македонци, да не се срамат и да се плашат дека се македонци. Кога ќе праша некој, без разлика на вера, нација, боја на кожата, што си ти? Кажете му, јас сум македонец. Мојата земја се вика Македонија, библиска земја. На 28 места во Библијата се спомнува Македонија. И посакувам на сите македонци на целиот свет што живеат добро здравје, среќа, да им се множи семејствата, да е вечна Македонија и да живее Македонија. Во пречекот и испраќањето на коњаницата од страна на свештениците од Кичевската парохија, Кичевско-Мавровско-Горнореканската коњаница се упати во правец на родното село на војводата Јордан Пиперката, најсетне поминувајќи ни селата од старата општина Другово, самото село Другово, посетувајќи ги спомено бележијата кои се наоѓаа попатно, влегувајќи во селото по Полжани, па од тука селата Видрани, Брждани, Свињишта, пристигнувајќи при квичерината во селото Козица, каде што мештаните од ова село ја пречекаа, каде што и ноќеваа, а и сутрината мештаните ги испратија, благословувајќи ги Господ, за среќа да им даде и следи по патот кој водеше во правец на селото Кичевска Белица, по одморот и ручекот кој беше организиран од местната заедница и добронамерните селани. Коњаниците се упатија во правец на селото Велмевци, каде што и овде мештаните од ова село ја пречекаа и ги испратија, благословувајќи ги Господ за среќа да им даде и следи по патот кој водеше во правец кон Илинска планина, која сама по себе представуваше предизвик за коњаниците, искрчувајќи го синород на Илинска планина. Коњаниците навлегаа во Демихисарскиот дел од маршрутата, каде што вечерта преноќија во конаците на Илинскиот манастир, меѓу Демихисарски попознат како Илинска црква, каде што коњаниците беа пречекани од манастирскиот одбор и по преноќувањето го продолжија патот по питомите високи планински Илински падини во правец на местото викано Еврејка, чие име е посветено на момата која била еврејка, која овде престојувала, пиејќи вода од ладните извори за да си ја изгаси жета, каде што коњаниците, така да речам, малку позастанаа, малку да се пододморат, а и да ги надополнат батериите, од каде што го продолжи својот пат, по така да речам третиот дел од маршрутата, пробивајќи се низ питомите планински пасишта на Бигла планина во правец на планинскиот превој Голем Камен, од каде што фрливме поглед кон Преспанското и Охридското езеро и по краткиот одмор на планинскиот превој Голем Камен се упативме во правец на Славно Смилево, родното село на Дамјан Груев, поклонувајќи се пред неговото вечно почивалиште, посетувајќи го Смилевскиот музеј, а во приклучерните сати коњаниците се упатија во правец на манастирскиот комплекс Првоапостоли Свети Петар и Павле, кој стуткан како ворловско гнездо во Смилевската корија, окружен од многолетните дабови чинари, постојано духовно бдее на Славно Смилево, каде што од страна на манастирското наместништво во чест на коњаниците беше организирана манастирска богослужбена вечера
и се народен Смиренски пречек, каде што преноќија, за да во утринските сати да ја изведат предпоследната етапа од 60-километарската планинска долинска траса во правец на атерот на селото Мренога, врвејќи покрај атерот на манастирот Свети Атанасије, поминувајќи во делот многовековната Дабаво-Букова шума, која се распростилаше во делот атерот на селото Лесково, покрај манастирот Свети Илија, пристигнувајќи и присетувајќи на утринскиот молебден, посветен на сите борци кои ги положија своите животи на ударот за слободна и независна држава Македонија, како и на утринското богослужение посветено на коњаниците од страна на сестринството на Бигорскиот манастир во Слепченскиот манастир. Почитувани мои, пред да го проследите утринскиот молебден посветен на сите борци кои ги положија своите животи на ударот за слободна и независна држава Македонија, како и на утринското богослужение посветено на коњаниците од страна на сестринството на Бигорскиот манастир во Слепченскиот манастир, предлагам да ве запознаам со моите досегашни сознанија за ова духовно многовековно светилиште, да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Слепченскиот манастир, познат како манастир Свети Јован Претеча, се наоѓа на околу 3 километри од Слепче во општината Демихисар. Манастирот Свети Јован Претеча е еден од најголемите и добро сочувани манастирски комплекси во Демихисарско. Манастирот датира уште од 5 век. Подемот манастирот го доживува во Свети Климентовото време, кога станува Ставропигијален манастир на Охридскиот архиепископ. Манастирот прераснал во голем скрипторски центар кој работел за потребите на архиепископијата, каде што во него се вршеле преписи на книги, преводи од старовизантиски и латински јазик за потребите на Охридската архиепископија, но во манастирот се пишуваат и богословско-филозофски трактати и зборници. Еден од најстарите сочувани артефакти е записот кој датира од крајот на 10 век и почетокот на 11 век и представува палипсет, а воедно и најстар препис на сесловенски превод директно од перото на светите браќа Кирил и Методий. Угледот на манастирот, како во времето на својата постара историја, така и подосна, привлекувал ктитори и приложници меѓу византиските цареви и најмоćните македонски благородници, кнезови, како и велмошти од времето на османскиот период. Во долгата историја на манастирот кон крајот на 13 век, како ктитори се запишани византискиот цар Михаило VIII Палеолог и неговата сопруга царицата Теодора Дукина Ватацина, а нивните имиња се запишани во најстариот зачуван слепченски поменик под број 1-116, кој се наоѓа во Одеса. Како приложници се среќаваат и урго-влашките војводи од 15 век и кнезот Димитар Кратовски во средината на 16 век. Поволната географска положба, материјалното богатство овозможило овде да најдат свое гнездо многубројни свештеници, учители, уметници и книжевници. Во манастирот работело манастирско училиште, чие постоење и успешно работење го потврдуваат летописите, белешките, записите и надписите, во чии низа редови се запишани имињата на свештениците, резбарите, сликарите, архитектите и учителите кои работеле во ова училиште. Манастирот Свети Јован Претеча прераснал во еден од најзначајните книжевни центри во Македонија, со бројно монаштво, активен скрипториум, богата библиотека, во која имало ракописи кои водат потекло од 11 и 12 век.
Книжевната дејност на слепчанските книжевници добила пошироки размери во 14 и 15 век, а во 16 век книжевноста достигнала свој зенит кога во манастирот се преведувале и препишувале богослужбени книги за црквите во Демихисарско и Македонија. Во значајните дела од слепченската школа спаѓаат Слепченскиот апостол од 10 век, преписот на Минејот за месец јуни од 1547 година од јеромонахот Пахомије, преписот на македонски црковен јазик на поученијата на Кирил Јерусалимски, направен исто така во 1547 година од јеромонахот Висарион. Преписи на црковни книги се среќаваат и во периодот од 1549 и 1553 година. Слепченскиот манастир во 16 век представувал важен резбарско-сликарски центар, кој во науката е забележан како Слепчанско-Прилевска резбарска школа. Меѓу највредните уметнички дела, круна на резбата од тој период се Слепчанската еднокрилна и двокрилна врата, кои во минатото ги краселе влезовите на манастирската црква. Тие денес се наоѓаат во уметничката галерија во Скопје. Денес во црквата се наоѓаат повеќе значењни уметнички предмети, меѓу кои се истакнува големиот крст од распнатиот Христос од 16 век, царските двери, како и неколку певници изработени во копаница. Манастирот се споменува и во 1010 година за време на владењето на македонскиот цар, царот Самоил, каде што како ктитор се јавува Самоиловата ќерка Косара, која го изградила источниот конак, а на манастирот му дарила имот кој се наоѓал во градот Елбасан. За време на своето постоење манастирот бил 3 пати опожарен. Првото опожарување се случило во 1675 година, кога од страна на турскиот башибозук се земени сите негови драгоценности, оставајќи ја само кутијата со светите мошти на свети Јован Крстител и крстот. Второто опожарување се случило во 1954 година, кога е изгорена трпезаријата и магерницата, а третото опожарување е во 1972 година, кога е изгорена десната страна на иконостасот. Денешната манастирска црква изградена во 1862 година на местото каде претходно постоела стара голема и живописана црква. Од повеќето сочувани стари уметнички предмети со својата вредност се истакнуваат големиот крст со распнатиот Христос од 16 век, царските двери, певниците изработени во копаница, двете различни фигури со мотивот плетенка, представен на начин кој се сретнува во ракописи од 15 и 16 век, изработени во плитка резба. Во дел од иконостасот се наоѓа резба наречена чин, што го изработил монахот Калиник во 1607 година, старата живопишана трапезарија која потекнува од крајот на 16 и почетокот на 17 век, како и двете влезни врати, западната живопишана во 1637 и јужната во 1638 година. Манастирот не го избегнуваат воените збидувања кои се случиле во почетокот на втората деценија на 19 век, поточно во 1881 година, кога во ова манастирско духовно светилиште се одржал познатиот Демихисарски конгрес. Манастирот бил прибежиште на многу македонски револуционери, како од предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период, за време на Првата и Втората Балтелска војна, Првата светска војна, како и за време на Народно-ослободителната војна.
Почитувани мои, сето ова што претходно ви го пренесов, представуваше вовет на утринскиот молебден посветен на сите борци кои ги положија своите животи на ударот за слободна и независна Македонија, како и на утринското богослужение посветено на коњениците од страна на сестринството на Бегорскиот манастир во Српченскиот манастир. Предлагам ова богослужение да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведувај не во искушение, туку избави не од лукавиот. Спомен на светата великомаченица Марина, исполни ги благ Господи сите спасоносни молби на оние кои го украси ова и кои вршат помен, дај им да се насладуваат во вечните Твои блага, по молитвите на пресветата и пречеста Владичица наша Богородица и присно Дева Марија и на светата великомаченица Марина, чисто спомен, го славиме на сите Твои свети, зашто Ти благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и ние на Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец, со единородниот Твој Син, и со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи, помолим се. Господи, помилуй. Господи се Христе Боже наш, благослови го и леп виното, че след сега секогаш и у вечни векови. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го и леп виното, че сега и векови.
Господи, помолим се ја. Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го и леп. Виното же свет сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, ова ти го пренесуваме во слава и чест Твоја. Света великомаченица Марина, исполни благ Господи и си спасоносни молби, но него ќе украси го што вашат помен имињата. Јован, Христијан, Христијан, Петар, Зоки, Станоја, Гоце, Трајче, Тони, Матео, Војче, Тони, Јован, Петар, Бошко, не сте присутни кога зададете помен. Во името на Отецот. Амин. И Синот. Амин. И Светиот Дух. Амин. Свети маченици кои славно страдајки венци добивте, молете го милостивиот Господ, да ги помилува нашите души. Слава Тебе, Христе Боже, наш апостолите, слава мачениците, која проповедаш на сушната Троица. И за еликуј неба и земја Тебе, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господи Ему, Его же величающее небо, ублажаем. Кој е главата? Дай го знамето нема. Боже да пожелам. Велико име Христа Троица, Христа Троица, помоли нас. Велико име Христа Троица, Христа Троица, помоли нас. Велико име Христа Троица, Христа Троица, помоли нас. Христос помилуј нас, и е и ки ближе. Христос помилуј нас, и е и ки ближе. Христос помилуј нас. Возим го да вас, целото да вас. Почитувани мои, по завршувањето на Утилитскиот молебден, посветен на сите борци кои ги положија своите животи на ударот за слободна и независна држава Македонија, како и на Утилитското богослужение, посветено на којњаниците од страна на сестринството на Бегорскиот манастир, во Слепчевскиот манастир, којњаницата го положи својот пат во правец на административниот центар на Демир Хисар, градот Демир Хисар, во правец на селото Журче, каде што коњаниците ги пречекаа мештаните од ова село, каде што и пренојчија о метохот на Журчевскиот манастир, манастирчето посветено на пророкот Свети Илија. Јас морам да ја кажам, како што напоменавме на почетокот на емисијава, значи како етапно се движиме коњаницата, така ја објаснуваме точно кај сме. Значи од Смилево, денеска од Смилево се упативме кон општинската зграда на Демир Хисар, каде што е добро пречекани, и сега моментално се наоѓаме во селото Журче, во манастирот Свети Илија. Добен е председател на местната заедница, господин Живко, кој несебично со членовите на местната заедница и со жителите на селото се потруди да не обезбедат храна, сместување, да не обезбедат храна за коњите, како храна за коњаница, така храна и за стоката. Значи, тоа би било во глобала и денес престојуваме во Журче, спијаме тука, а утре, Господ здравје, се упатуваме кон Крушево, поминувајќи попатно низ соседното село Острилци, каде што имаме и таму ручек од местното население и со Господ напред одиме за Крушево да се споиме со коњаницата со другите коњаници од Република Македонија. Почитувани мои, пред да го проследите топлото гостопримство во чест на коњаниците од страна на мештаните на селото Журче, предлагам да ве запознаам со моите досегашни сознанија за многовековниот Журчевски манастир, попознат како манастир Свети Атанасиј Александрински,
Во продолжение на оваа репортажа. Средновековниот Журевски манастир се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија, во непосредна близина на селото Журче. Првобитната манастирска црква изградена во 1121 година или 1122 година. Основни податоци за историјата на манастирската црква се дознаваат од двата сочувани надписа. Првиот е испишан над влезната врата и од него се дознава дека денешната црква била подигната во 1617 година во време на игуменот и јеромонах Јосиф, а како ктитор се споменува Петко Велов од Битола. Од надписот се дознава дека зоографисувањето на црквата започнало во месец мај и завршило во месец август 1617 година. Вториот надпис е мощно опширен и испишан во отворениот трем околу калотата. Од него се дознава дека тремот е обновен и зоографисан во 1622 година, благодарение на залагањето на игуменот и јеромонах Бенедикт, како и на православните христијани. Црквата представува еднокорабна градба со правоаголна основа, со петтоаголна апсида во незиниот заден дел, свртен кон исток. Градбата е полуобличесто засводена и единствениот влез се наоѓа од предната страна, свртена кон запад. Пред влезот се наоѓа отворениот трем, засводен со слепа калота, поставена на 4 дрвени столбови. Дрвените столбови меѓусебно се поврзани со полукружни лакови, а преминот од квадратна во кружна основа на калотата е изведен со помош на пандативи. Вака доградениот трем е единствен во Демихисарскиот крај, а исто така го прави храмот реткости пошироко. Конаците се изградени во првите декади на 19. век. Во тоа време во нив работела библиотека, која што на свештениците им служела за пишување, преведување и создавање на богослужбени дела. Библиотеката истовремено се користела и како училиште, каде што се школувале ученици од селото Журче и околните села. Од библиотеката е сочуван мал број на ракописи и книги, меѓу кои апостолски читанија, издадена во Цариград во 1870 година, и Минеј за месец октомври, издадена во Киев во 1891 година. Почитувани мои, се тоа што претходно го преначал представуваше вовед на срдечниот пречет во чест на коњаниците што го приредија мештаните од селото Журче. Предлагам дел од овој се народен собир да проследите во продолжение на оваа репортажа. Šančeto, svak neka pije da se opije. Ej, borimo me, malujmo me, to je onoj star Meraklija. Ej, borimo me, malujmo me, to je onoj star Đubušlija. Ajde, maestro. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше кристално чисто, сонцето што туку беше изгрејано над Бушева планина, каде што селото Осрилци раскошно блескотеше по зраците на Осрилското сонце. Мештаните ги пречака коњаниците, исто онака како што ги испраќаа и ги пречекуваа во станичните чети кон Слободарско Крушево во 1903 година. Почитувани мои, како изгледаше срдечниот пречет во чест на коњаниците што го приредија мештаните од селото Осрилци, предлагам дел од овој сенароден собор да проследите во продолжение на оваа репортажа.
Собрале кометите, се собрале кометите, ке ми одат за Кичево, суво поле. Напред оди војводата, напред оди војводата, Јордан Пиперка, војводата, Јордан Пиперка. А реко ми ти, сите македонци, ај послушајте ме, ај да фатиме метеризи, да го чекаме, Алил Паша, да го чекаме, Алил Паша, што ми појде во Мало Церско, што ми појде во Мало Церско, и сака да ја грабне Руса стојна, мома македонка. Проговара војводата, Јордан Пиперка. А реко ми ти, сите македонци, ај да слеземе малце подолу, ај да слеземе малце подолу, село Брезово, тука ќе помине Алил Паша, нема да помине, иш нема да замине, ќе го пречекаме и ќе го венчаме со сабја македонска, за млада невеста, за Македонија. Здрава и жива векојта Македонија! Почитувани мои, по краткиот престој во селото Острци, коњаниците се упатија по криволесниот планински пат кој се извиваше низ горостасниот убавец Бушева планина, низ Крушевската корија, во правец на Слободарското Крушево, приклучувајќи се во составот на единствената коњаница која ја сочинува Скопската коњаница, Битолската и Гостиварската, со единствено име Коњаница Илинденски марш 2022 година, каде што учествува на вечерното дефиле. Почитувани мои, и овдека предлагам дел од ова предпразнично дефиле да проследите во продолжение на оваа репортажа. Се сеќавам на Никола, кој кажува кога овци некој толку му изеде на алданчани од селово, Никола му нареди онма да ја вратат. После имало жените на турците, на што биле тука, сите ги спаковал и ги испратил за Прилеп и со седечина. Мислам, тие работи биле... Се гордеете ли што сте потомок на Никола Карев? Не се гордеам што сето тие работи, фамилијата наша дала 7-8 жртви за востанието
Веќе предвостание. Веќе 30 или повеќе години во чест на Лиденците се одржува Лиденскиот марш, Да. кој што е во организација на коњицата Сега од ги Скопје. пречекувам јас секоја година. Побрго беше маршрутата преку Македонски Брод. Сега идеме преку Рапотово, отаде Браилово, отаде и пречекуваме. И секоја година ми е чест. Во место му отстапивме таму се понадам секоја година чест се тоа е друго не знам што да кажам. И една порака да сите наши македонци истрече дека е празникот еден ден и Ги дека поздравувам сите македонци што се во цел свет, било каде во диаспората, да се ја чуваме името македонско, да бидеме македонци и тоа е важно од моја страна. Вие сте внука на Јас сум Елена Гулев. Внука сум на Питу од најмалиот син, директен потомок. Јас и една сестра. Друго немаме ништо од фамилијата на Питу. Сите се загинати, сите борци, сите синови негови загинаа за Македонија. Ништо немаме останато, ни наследства, ни ништо, освен гробој на Питу Гулев од фамилијата. Мило ми е што сум внука на Питу Гулев. Што Републиката Македонија држава постои од Илинден, од Крушево. И треба сите да се гордат со Крушево, зашто кој да дојде никој нема да го нападне Крушево, зашто е посебна Република Крушево. Платено е со злато, со се е платено Крушево. И со жртви. Ова земја е створена од мажи млади, од крв, редена земја, редено мажи, млади, жени, сето тоа. И тоа треба да се замисла сите политичари шо прават. Да мисла за Македонија, не за да мисла за нешто друго. Цела моја фамилија се бореше за Македонија, горделива сум на фамилијата многу, што сите по затвори, по Анадоли, по српски затвори, по белградски затвори, сите изгина за Македонија. Нека се осмели некој со пенкало да ја продај Македонија. Ние стоиме за Македонија и никој не сме да ја продај Македонија. Не заслужува да биде продаена, зашто ова е со крв спечалена Македонија. нека е денот Среќен да ни е денот нас и на сите македонци, каде да се поштуваме и да се ја чуваме Македонија, оти со пари не се купува ваква држава. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше кристално чисто, сонцето штотнуку беше изгреано над Крушевската корија, каде што слободарското Крушево раскосно блескотеше прозраците на Крушевското сонце. На сам ден на Илиден, коњаницата Илиденски марш 2022 ги завршува предпојдовните подготовки во правец на Мечкин камен. На одредени подвизи од кое што нема никаква корис они што ги изведувал тие јунашки подвизи, меѓутоа има голем ризик од негов губиток. За јунаштво потребно е исклучително голема храброст. Имено јунаците требало да донесат одлуки во едни тешки околности и да ги спроведат тие одлуки на дело. Меѓутоа, спроведувањето на дело на тие одлуки носело голем ризик по нивниот живот. Меѓутоа, тие храбри јунаци, тие херои и гледале на смртта во очи и не се плашеле од неа. И најмалку што можеме ние да направиме за нив е да ги чуваме спомените за нив и да ги пренесуваме од генерација на генерација и да не дозволиме никогаш да бидат франи во заборав. Овие војводи, овие херои кои што не задолжиле со тоа што ги дале своите животи, се вистински репрезенти на македонскиот пркос, на македонскиот понос и на македонскиот непокор. Овие три особини, пркосот, покорот, поносот и непокорот, не се мани, како што ви рекли нашите северни соседи северлини, со кои што ние треба да се гордееме, бидејќи поносот ја идентификува својата собствена личност и својот собствен идентитет. Млади луѓе кои што ги дале своите животи за ослободување на својата собствена татковина, биле честити и храбри луѓе и не заслужиле да бидат убиени. Не може да биде причина за нивното убивање тоа што се бореле за да ја ослободат својата собствена земја од поробувачите и да живеат во мир и благосостојба.
ние мораме секогаш да се воодушевуваме и да им се восхитуваме на нивното дело, затоа што тие ни ја донесле оваа слобода денес во која ние живееме и уживаме. Нашата земја Македонија со своји собствени сили се ослободила од поробувачите. Само во текот на Втората светска војна ние сме дале преку 25.000 жртви, а уште неколку пати повеќе од тоа повредени и ранети кои што останале трајни некои инвалиди од борбите со фашистичкиот непријател. Сите овие млади луѓе загинале со отворени очи, сонувајќи ја слободата на својата единствена татковина. И оставиле аманет до идните генерации дека никој не сме да се подигрува со нашето славно историско минато и со нашето идентитетско наследство. Со херојската смрт со која што загинале, тие луѓе останале бесмртни за секогаш. Знаете како велат дека човек не умира тогаш кога ќе го погребат, туку умира тогаш кога ќе биде заборавен. И сите овие војводи, народни херои и борци кои што ги даде своите животи, ќе останат за секогаш бесмртни. Сеќавањето на нив, на овие јунаци, на овие херои, не треба да биде само денес на овој светол ден и денес на ова свето место, туку секогаш и секаде каде што не има во светот. Секаде до каде што зрачи нивната светлина. Овие храбри момци и луѓе имале силен дух и силна воља затоа што се бореле за слобода и за правда. Борбата што тие воделе, односно револуционерното дело и ослободителното дело успевале затоа што биле засновани на законитост, на честност, на морал, на праведност и на објективност. Иако тие јунаци, тие војводи, тие херои загинале, нивното дело никогаш не загинало и нема да загине и ние ги уживаме благодетите од тоа нивно дело. И аманетот што ни го оставиле овие борци нам, на сите генерации, е жив оган кој што и ден денес гори во секој од нас. Се наоѓаваме на Мечкин камен. По неколку дневно патешествие низ пределите на Бигла планина, Смилево, низ Демир Кисар, низ селата во Демир Кисарско. Еве се наоѓаме сега со конјаницата во Крушево. Овде сакам да му се заблагодарам на сите кои што учествува на ова Демирхисарско, Кичевско, Демирхисарска, горнореканска конјаница. Да му се заблагодарам на сите спонзори кои што учествуваа и поддржаа конјаницата. Нека биде тоа порака, покана и поздрав за до година да биде уште помасовна конјаницата, да е здрава и жива Македонија, да живее Македонија. Пладината пристигнаа на Мечкин камен, каде што ги пречека многобројниот соборен народ, кој заедно со они се поклонија и му дадал почит на хероите кои пред 119 години ги положија своите животи овде на Мечкин камен, бренејќи ја Слободарската Македонска република во историографските записи забележана како Крушевска република. Почитувани мои, нека им е вечна слава на комитите, војводите, партизаните, како и на многуте знаени и незнаени херои кои ги положија своите животи на ударот за слободата и за создавање на македонска држава, на македонскиот народ, чии нивна желба се оствари пред 78 години на вториот илиден во манастирот Свети Прохор Пчински на 2 август 1944 година на првото заседание на АСНОМ, каде што се поставија темелите на државата на македонскиот народ, Република Македонија.